Здраво на сите, јас сум Джейлан Велију, а денес во Гласни идеи ќе разговараме на една тема која што е запоставена, можем да кажеме, а која што е многу важна. Тоа е проблемот на лицата кои што немат лична документација, неевидентирани лица, нерегистрирани лица или пак во јавноста познати како лица фантоми. Денес на ова тема ќе зборуваме со Мерита од Сдруженијето на граѓани Сонце. Здраво, Мерита. Здраво. И Азиза од иницијативата за права на жените во Шуторизари. Здраво, Азиза. Здраво. Добро дојдовте во Гласни идеи. Ви благодариме на поканата. Мерита, би почнала прво со тебе. Дали може да ни кажеш од кога датира овој проблем, како дошло до овој проблем и како да кажам, кои последици ги чувствуваат лицата во секојдневниот живот? Така, значи проблемот со неевидентираните лица датира уште многу одамна, со самото осамостојување на нашата земја. И за жал ваквиот проблем се влече години наназад, затоа што всушност е игнориран од надлежните институции. Неевидентирани лица се лица кои што живеат во територијата на нашата земја и за жал поради X причини не биле во можност или не ја знаеле законската регулатива за да всушност се запишат во матичната книга на родени. Поради ваквиот проблем тие немаат можност да ги користат основните човекови права, односно да се лекуваат на државна квота, да ги користат бенефитите и здравствените услуги кои што им се нудат, немаат можност да се вработуваат, да се образуваат, да се образуваат исто така и кај нив е поизразена дискриминацијата, токму поради овој проблем тие се препуштени сами на себе и се соочуваат со неможност да ги користат овие права и при тоа да работат на црниот пазар, односно да се собирачи на пластика, на суровини, на железа и при тоа голем дел од нашите корисници кои што се всушност наречени фантом лица се и питачи. За жал се во поголем број. Мислам, според последните статистички податоци, знаеме дека вкупниот број на вакви неевидентирани лица е некаде околу 700. Да, ама тоа се бројките што ги имат државните институции, а има уште еден куп други луѓе кои што не стигнале до тие институции. И јас би рекла дека можеби околу 1000 такви лица може да има. Затоа што всушност станува збор за бројки кои што самата држава ги обезбедила, така да сметам дека теренските работници сигурно, како и ние кои што сме дел од невладините организации, изнаоѓаат на терен уште многу други луѓе кои што спаѓаат во оваа група. Апсолутно. И се јавува проблемот со двајца родители нерегистрирани, односно фантоми, и нивните деца се апсолутно нерегистрирани. И се јавува нели генерацијско фантомство, така е тоа познато. Така. Да. И постојано бројот нели расте. Добро, Азиза, да преминеме на тебе. Сврзано со ова тема, иако да кажам и од други етникуми има луѓе кои се соочуваат со овој проблем, сепак најзастапен е кај ромите. Што тоа говори за односот на државата кон ромската заедница? Дали се работи за некоја системска дискриминација, да кажам? Така, ромската заедница е една од најранливите и обесправени заедници во Република Северна Македонија и пошироко. Од тука може да се забележи дека особено кај ромската заедница, односно во ромското мало, во Шуторизари, дискриминацијата има апсолутно во секое поле, како и во здравство, во социјална заштита, во образование. Од тука се забележува дека и за да се остварат основните човекови права во Шуторизари нема толку многу нема пристап до здравство, најпрво до здравство. Фалат многу општи лекари, па гинеколози и така натаму. За Центарот за социјални работи исто и така има во Шуторизари, но со 2-3 вработени, тоа не се достигнува. Што се однесува до лицата без лична документација, они кога се обраќаат во нашите канцелари во однос на нивното здравствено, за да идат на преглед мало бебе, има се разболело, да му дадат некои приватни лекови, им вршиме придружба, одиме заедно во амбулантата кај педијатар или општ лекар,
за да го прегледа, ги замолуваме и докторите знаат кој дел се без лични документации, понекогаш ги праќаме со само еден стикер, ки им напишеме дека ние ги препраќаме, за да можат да извршат некој преглед. Но со оглед на тоа што нема толку многу матични лекари, ги одбиваат, не можат да достигнат да ги прегледат сите и тие со здравство, а не па да стигнат до лицата без лична документација. И често пати ги замолуваме и добиваме да извршат преглед особено за помалите деца. Да. За жал многу често се случува, мислам и да заврши тоа трагично поради нетретирани болести, тоа нели се случи. Добро, Мерита, нели се донесе закон за овие лица нерегистрираните пред 2-3 години некаде, но повторно проблемот останува. Каде заглави проблемот? Мислам, во бирократските лабиринти на државата што се случи? И со секакви други вакви проблеми се соочувате на терен кога работите? Апсолутно. Значи, пред одреден период беше донесен закон, всушност да постои посебен регистар каде што овие лица, фантоми, ќе можат да се регистрираат во посебната матична книга на родени и всушност истите беа придружувани од наша страна до матичните служби во областа каде што работам, односно во регионот Тетово и Гостивар. За жал, да, добија еден документ кој што на него стоеше некој посебен евиденционен број и за жал не можеа ништо да користат од она што всушност им следува. Не можеа ниту основното право за користење на здравствено осигурување и здравствена услуга. За тоа беше направено да, апсолутно. И за образование. За образование, да. Според законската регулатива, иако немаат лична документација, имаат право да се образуваат, да се дел од образовниот систем, се до крајот на основното образование, односно до 9-то одделение, а до тогаш да обезбедат документација и да се водат под одреден број или под XY, така да тоа право можат слободно да си го користат, иако многу не го знаат, но сепак ние како невладини организации стоиме на располагање за ваквите прашања и да ги застапуваме и да лобираме ваквите права они да ги користат. Сметам дека тоа што се донесе посебен регистар не заврши никаква функција. Може би и донесе поголема надеж кај граѓаните од ваквата категорија и за жал некако ја изгубија довербата дури и во нас, во невладиниот сектор, гледајќи дека заради тоа што често ги придружуваме и смета дека многу побрзо ќе заврши нивниот проблем, ќе завршат маките. Да, нивните маки и дека конечно ќе можат да бидат дел и еднакви од ова општество, иако велиме дека сме општество еднакво за сите, за жал не ги уживаме сите права. Спомена претходно ја праша Ази за конкретно за проблемот и зошто е поголема застапеноста кај ромската заедница. Прво станува збор за етничка заедница која што со години наназад е една од поголемите со низок степен на образование. Дополнително тоа ги влошува работите и придонесува до поголеми проблеми. Тие не знаат кои им се основните човекови права, немаат сознание што точно можат да искористат, па дури кога ќе го добијат ваквото право, ние повторно треба да бидеме на располагање, да ги придружуваме, да ги застапуваме, се додека всушност не се самостојат на некој начин. Самостојно да можат сите овие права и задачи да можат да ги терат, да ги протуркаат до крај. Да, само што не е само правото, туку и можностите. Апсолутно. Бидејќи се случува, ќе се регистрира некое такво лице, ќе добие лична карта и слично, и не е тоа се што треба да го добие, туку треба целосна поддршка од општеството и од државата за тоа лице да може да се интегрира. Бидејќи не може некој што на 10 години добил првпат лична карта, до тогаш не одел во училиште ни во градинка никаде и сега тој од старт не може да биде со другите деца, мора поддршка да добие за да влези во тој систем на секој ден да станува, да оди во училиште, да ги стекне тие навики. Не може да му дадеш ти на дете што проси на семафори, ти сега имаш ти здравствено, и толку со тоа. Мора да има постојана поддршка. Така, апсолутно. Ние имаме постојана поддршка, значи сметаме дека
кога дај Боже што поскоро да да помине законот и овие луѓе да си ги добијат правата кои што им следат, ние ќе стоиме на располагање и понатака да ги подучуваме и дефинитивно треба уште многу да се работи со ваквите луѓе за да се зголемат нивните капацитети. Меѓу другото знаеме дека ромската заедница, сигурно Јазиде ќе спомене понатака, живее прво во екстремна сиромаштија. Живее во лоша инфраструктура. Живее во кал до колена, без вода, без канализација. Сето тоа е предизвик и проблем за самото живење и не така лесно до доаѓање на интеграција во самото општество. Добро, Азиза, значи сведоци бевме на смртта на Тони Сали, кој што немаше лична документација. Пред неколку години се истото се случи со Мемет Камбер. И тогаш се крева јавноста, тогаш има ветувања дека секој се среди, дека мет и млеко ќе тече по улиците, но постојано проблемите остануваат. Тоа беше и толку беше мизерно тоа што не можеше семејството да го добие телото на Мемет Камбер, да го погреба поради тоа што немаше лична карта. И сега, дали јавноста, да кажам, се мобилизира само кога се случува нешто, нели, ваква трагедија? Сите ние знаеме дека проблемот постои, но без да се случи ваква трагедија никој не превзема ништо. И сега каде е тука одговорноста на државата и на самото општество? Дали пример вие како организација или иницијатива или воопшто, мислам, индивидуално сте барале да се реши ова состојба, сте поднесувале, сигурно сте, но еве да слушнам од тебе. Веста за згаснување на еден млад живот кој се најде во правните лавиринти на државата е уште еден доказ за итната потреба за дорешавање на проблемот со добивање на државјанство и упис во матичната книга на родените. Секако со случајот на Мемет Камбер, по смртта на Мемет Камбер се забележува дека законот е донесен со, да кажеме, ситна постапка и дека веќе лицата ќе бидат евидентирани. Се надеваме на што поскоро да се реши проблемот. Откако веќе ја објави оваа вест за неевидентирани лица, во нашата канцеларија често пати се обраќаат лицата кои што се без лични идентификации и се заинтересирани дали треба да поднесат некое ново барање, дали треба да достават нови документи и ги информираме дека доколку треба уште некои нови документи, ние ги имаме нивните контакти и живеалишта, ќе ги информираме дополнително и секако ќе им помогнеме при аплицирање, при пополнување. Што се однесува до институциите, поднесовме по цело време, алармираме, поднесуваме барања, дописи за да се донесе решение за таквите неевидентирани лица, од ден на ден се зголемува нивниот број. Ако бабата немала, ќерката немала, сега и внукот ќе нема и по цело време само се зголемува нивната бројка. Тоа што ни беше и проблема со бремените жени, постои програма во Министерство за здравство за лица неевидентирани дека им следува бесплатни прегледи во текот на бременоста и породувањето, но се соочуваат со проблеми откако ќе се породат и им бара да наплатат. И тука често пати ги придружуваме и ми ја укажуваме програмата на самите вработени на шалтер, дека нив им следува бесплатно да излезат од болниците и прегледите да ги изврши исто така додека е трудна бесплатно. Иако е донесена програмата, често пати институциите не се информирани, не знаат, па по цело време и таму треба да идеме да ги информираме и ги држат жените по 2 недели на болница, не ги пуштаат да си одат. Поради тоа што не е платено. Да, им следува бесплатно. А дека немаат матична лична документација им барат. Да, апсолутно. И сега се надеваме на што поскоро да се решава проблемот на неевидентираните лица, за и тие да си ги уживаат правата како и сите останати лица. Да, јас сум се сретнала со проблем, нели еве образованието е универзално право на сите, нели тие дечиња можат да се образуваат, но сум се сретнала со проблем кога училиштето не ги прима поради тоа што немаат матичен број. И се имаш контрадикторности на како се вика, на законот и на праксата, не се совпаѓаат. И мислам дека и тука лежи поголемиот проблем, што законите кои што се носат некако не се во склад со општествените прилики и неприлики и самите вработени во институциите кои што можеби
Не знам каде е проблемот, дали тие не убаво ги спроведуваат, дали системот е целиот во хаос, па не може да се такви спроведе. случаи, некои идеја во основно школо, завршува им, дава и свидетелство, но само со име и презиме, без матичен број. А тоа ништо не значи. И сега кога требаше да се комплетира документацијата, и нели треба да се донесе некои документи што има, и кога го однесовме во управата за водење на матични книги, изводот на детето, вика па ова не може да се вклопи во документацијата, нема никаков доказ. А иако заврши основно образование, пак нема да не им се признава. Нема да има свидетелство валидно. Не, а го добија со име, со презиме, со оценки, со се, само дека е без матичен број, не им се признава и дека им е завршено. Па тие се тие контрадикторности. Еве, јас исто имам сретнато со случај каде што лице подоцна евидентирано, по грешка му ставиле матичен број женски, нели се разликуваат со пол машко-женско, и човекот веќе има над 20 години, не може да го среди тоа и не може да се лекува. Иако еве бил регистриран, но некој таму погрешил и сега државата нема механизам да исправи една бројка. Значи до тој степен. Сметам дека државата нема сенс за многу работи. Ние теренските работници се соочуваме со директна комуникација и гледаме како всушност они преживуваат, како имаат постојани препреки во животот. И истото она што и сега ние денес го говориме, дефинитивно, значи доколку одат на пораѓај, нели имаат право на бесплатно поrodување, но од другата страна им бараат кога нели треба да добијат отпусно листа дека всушност треба да платат. Така да и лице кое што нели не може да се образува, не може да користи гарантирана минимална помош, ниту пак да работи на терет на државата, но при тоа доколку направи кражба, тогаш дефинитивно треба да го отслужи казната која што ќе му биде доделена. Така да сметам дека има многу контрадикторности по однос на нели законот за овие лица и сметам дека треба заеднички да се работи на системско решение и дефинитивно на комуникација помеѓу институциите. Не секогаш невладините организации да бидат јазот и медиацијата за поврзување. Мислам дека самата управа за матичните книги треба да преземе одговорност за ова како главна институција нели за ова прашање и да работи на тоа да сите информации и податоци да ги добива по службена должност од останатите институции. Да, значи таа е врската МВР, Центар за социјална работа и нели ова за матични книги. Но тие триаголникот има не е поврзан целосно. Абсолютно. И често се случува пример две исти институции во различни градови и да не можат да се разберат. Секој си има своја политика и работи по правила кои што самите си ги поставуваат. Да. Сега за сакава те прашам кој е односот на општеството на тие луѓе што не се соочуваат со овој проблем кон овој проблем. Како реагира општеството на дискриминацијата, на сите да кажем овие работи, споменавте и двете дека ромската заедница најчесто живее во субстандардни услови, каде што нема достап до вода, до многу суштински да кажем работи и сега како другите реагираат, освен нели дискриминацијата, дали има и позитивни примери? Секако дискриминацијата постои дискриминацијата е присутна постојано. Се уште се присутни стереотипите и предрасудите кон ромската заедница, од она као демек ромите нели не работат, туку крадат, питачат, се уште дел од тоа е присутно, но веќе не е како што беше од поодамна. Тоа се забележува и преку нашите истражувања кои ги спроведуваме во 10-годишната карта која е објавена и на веб страната. Се забележува дури и малолетничката бременост. До пред 10 години бројот им беше на многу поголемо ниво, до 18%, а додека веќе во 2022 тоа се намали на само 5%. Како што се намалуваат овие предрасуди, се намалуваат и други предрасуди, како неедуцираност, невработеност. Да, кај неевидентираните лица не може да се вработат, не може да се едуцираат, но има лица кои што имаат документација и се вработени, се едуцирани, ги има по институциите.
за заедничка солидарност постои, имавме и некои протести кои што се одржаа од страна на општина Шуто Оризари, ги поддржа и другите етнички припадности заедно. Заедно бевме на многуте протести, исто така сакав и ова да го напоменам во однос на лицата без лична идентификација, особено сега со случајот на смртта на Мемет, сите искажа револт и сакаат сите да протестираат пред собранието. И лицата кои што имаа документација дојдоа заедно со лицата кои што немаа документација, вика заедно да ги поддржуваме, да се собереме да направиме некој протест. Ја имаме и поддршката, но сепак се присутни и предрасудите и дискриминацијата. За жал. Да, треба се уште да се работи на тоа поле. Дефинитивно, ова што го спомена Азизе е апсолутно така. Имаме поддршка од останатите заедници, затоа што станува збор за сепак на луѓе кои што живеат во нашата држава и тие се дел од нашето општество, но наидуваме и на индивидуи кои што имаат различно мислење и знаат изреволтирано да реагираат и арогантно, па што дошле тие во нашата земја, секогаш ромите се колатерална штета. Таквиот тип на коментари е, мислам, абсурден, така да треба заеднички да се залагаме ваквиот тип на проблеми да што побрзо да се реши, заеднички да настапуваме на крајот на денот, доколку нели си го добијат правото на лична документација, ќе може да ги остварат и сите други основни права каде што ќе бидат дел од општеството и побрзо ќе се интегрираат, ќе се социализираат и ќе придонесуваат на крајот на денот. За општеството и општеството за нив придонесува. Апсолутно, да. Добро, девојки, ви благодарам за гостувањето. Да не сакате да додадете нешто? Сакам да додадам уште нешто, на што го споменам во однос на породувањето. Многу жени ромки кои што немаат лична идентификација се принудени од страв кога идат во болниците да земаат книжка дали од сестра, дали од некои блиски роднини, се со цел да можат да се породат. И од тука се ствара уште поголем и подополнителен проблем. Ќе го добие бебето изводот и тука матичниот број од сестрата или од блиската родина со која што таа се породила. И се запишува на друга мајка, всушност доаѓа детето. Да, и кога ќе дојдат кај нас, сега треба да оствари здравствено осигурување врз мајката. А таа се земала друга здравствена легитимација. Тука постапката е потешка за утврдување на мајчинство и подолго трае за решавање. Имавме такви случаеви, но на самиот почеток лицата се откажуваат од оваа постапка. Не сакаат да продолжат понатаму за докажување на мајчинство. Ма скапо е тоа? Или се преку ДНК тестирање се прави? И со ДНК и со изјави за да се отргне од изводот лицето кое што понештување, и во судска постапка може да оди понатака, така што целој процес е претежок за тие луѓе и финансиски тежок. И на самиот почеток веќе они се откажуваат, само ќе прашат, ќе им објасниме и толку. Да, и така се остануваат. И тие животи се изгубени животи за жал. Да, и многу често се соочуваме со проблем каде што не може да разберат зошто мора мајката да биде таа главна при запишувањето на детето. Затоа што поголемиот дел од ваквиот тип на граѓани се малолетничките бракови и обично таткото е оној кој што е полнолетен, па доаѓаме до судир на проблеми каде што зошто мора да е мајката, па таа е без документација, па сега како моето дете ќе остане надвор од системот, јас можам да му пружам например да биде дел нели да добие здравствено осигурување. Да, ма за тоа треба да во брак да е детето родено. Да. И тука друг проблем се јавува, така што постојано јас мислам дека овие бирократските недоречености се повеќе го прават проблемот нерешлив. Стварат лавиринт на и тука кога ќе се спои тоа и со неукоста на странките и со финансиската нивна неможност, имаме еден ваков огромен проблем, кој што сепак може многу брзо да се реши. И на многу попрост начин, како и претходно што беше дадена препорака запишувањето во матичната книга на родени да не биде во толку сложена постапка, односно да се упрости со тоа што двајца сведоци, односно комши од лева и десна страна да сведочат и они да може да си добијат за идентитетот. Апсолутно, да. Па девојки, ви благодарам. Благодариме. Почитувани гледачи, бројката од 700 или 1000 нерегистрирани лица не е само бројката, туку позади таа бројка се кријат човечки животи. За повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.